како до поголема општествена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Почитувани, наш денешен гостин, како што најавивме, е градоначалникот на општина Прилеп, господин Отилије Јовановски. Добар ден, добре дојдовте во емисијата Одговори и одговорност. Добар ден, добро ми најдов. Благодарам за поканата да бидам ваш денешен гостин. Поздрав до слушателите на Пела телевизија, поздрав до оние што се уклучени на интернет. И мислам дека ќе имаме доволно време и просто да разговараме за нашиот град. Да, токму темата ни е таа, како дише Прилеп, како живее Прилеп денес. Би сакала прво да ве прашам, бидејќи тоа е и темелот на она што го работи таткото на градот. Инфраструктурното уредување во Прилеп, реализирани проекти, оние кои што се во фаза на реализација. Вие рековте дека во Прилеп се реализирани голем број на проекти. Колку од овие реализирани проекти се задоволни граѓаните? Благодарам за прашањето. Првин, инфраструктурно, секој град е најбитно да биде направен најдобро што може. Тоа важи и за Прилеп. Секоја инфраструктура, дали е било патна, дали била друга инфраструктура во делокругот на работата на локалната самоуправа, секојаш треба биде на највисоко ниво, не само за нас, за секаде тоа. Ние колку што сме во можност да го правиме и кога почнавте и кога спомнавте за капиталните проекти, јас можам да кажам за некои капитални проекти кои што се веќе завршени и ми е драго што се завршени така крупни капитални проекти во нашиот град. Ќе го кажам и негативниот дел што голем број на граѓани правилно, неправилно, потребно, непотребно го минимизираат тоа. Некои го глорифицираат, ама граѓаните воопшто знаат што е суштината на сето тоа. Ќе спомнам први со мојот императив од проект што беше, тоа беше проектот за дневниот центар за детска парализа, што како ортопед тоа ми тежеше и тоа прво што го направи во општината, го направи дневниот центар за детска парализа и уште по не знам кој пат да кажам после Скопје Прилеп е вториот град во државата каде што го направивме тој дневен центар за детска парализа. Со тоа покажавме дека водиме сметка за сите категории на граѓани, посебно што вработивме родители на деца со церебрална парализа или пак некои поодраснати граѓани кои што имаат образование со церебрална парализа и тие ги вработивме во овој дневен центар за детска парализа, што е еден резултат и мислам дека треба позитивно да се гледа на сето тоа. Вториот капитален проект што го направивме во нашиот град е така нареченото, пак се, духовито малку да се изразам, мовчето што го кажува. Тој е најголемиот и најубавиот мост изграден во нашата општина. После 48 години направен е мост на градската река и тоа со задоволство можам да го кажам, без разлика што некои и опозицијата сакаше да го минимизира тоа, да каже дека тоа не е добро, дека е лоша изведба или не знам како. Апсолутно не е така. Се гледа мостот, секој ден поминуваат граѓани тука, возила, па ги поврзуваат двете индустријски зони, каде што товарниот и другиот моторен сообраќај поминува без проблем, затоа што има 4 коловозни ленти, знаеме, има пешачки патеки, има велосипедски патеки и дури сме тука да кажам дека веќе за брзо време тука ќе се прави и улицата Трајко Николовски, што подоцна ќе кажам за кога ќе зборувам за улиците, така да ќе се комплетира тој дел за тој дел на градот, Сточен пазар, ви кажав, тоа е еден клучен мост, клучен момент каде што ги поврзува двете индустријски зони од градот и тоа е на благодет на големите компании кои што вистински имаат потреба од тој мост. И толку е за тоа, мислам дека е доволно. Следниот проект што го направивме минатата година, тоа е булеварот во Прилеп. Градскиот булевар. Јас вистински сум поносен со него, затоа што еден од
подобрите во нашата држава. Основниот принцип што сакав да се има со правењето на овој булевар, да му се даде простор на слобода на движење на граѓаните. Тоа е основа и мислам дека со тротоарските површини каде што се проширени, каде што се поплочени со гранитни плочки и каде што е остранет делот за паркирање на возилата, апсолутно мислам, сега после можеби 6 месецот кога е пуштен во функција булеварот, граѓаните го видаа бенефитот на она што го очекува и што го очекувавме сите ние. И мислам дека 50 години од прилика од кога е направен булеварот, ова е прва реконструкција, јас сум увиден дека уште толку ќе трае, затоа што ги исполнува сите критериуми за добро изведена состојба на булеварот, затоа што гранитните плочки кои што се и гранитични рабници направени ќе траат многу долго. Јас сум убеден дека граѓаните колку ќе одминува времето ќе бидат позадоволни од булеварот. Крвотокот на еден град се сепак улиците. Голем број на улици денес можеме да ги забележиме со ударни дупки, можеме да се честа тема која што ја доставуваат и до нас граѓаните во медиумите, кога ќе започне нивното санирање, дали можеме во бројки да кажеме колку улици се направени во Прилеп, кои улици ги добиле нов изглед? Само што ќе ми дозволите да кажам уште еден многу главен проект што го направивме минатата година, тоа е градскиот стадион. Градскиот стадион и победа се гордоста на Прилеп. Вие знаете дека најфудбалскиот град во Македонија е Прилеп. 6 години немаше стадион, беше надвор од функција градскиот стадион. Успеавме во овој временски период да го изградиме, да го направиме и веројатно другиот месец ќе го пуштиме во функција, затоа што е време и фудбалскиот победа да почне да игра на градскиот стадион во Прилеп. И прилепчани долго време го очекуваат овој стадион. Да се навратам на второто ваше прашање за спомнавте ударните дупки, кога ќе почнат. Значи, тие неколку месеци се санираат. И денес се асфалтираат ударни дупки. Денес се асфалтираат ударни дупки. Толку ги има низ градот, верувајте, ова не е ниту оправдување, ниту ние сме должни тоа да го правиме и тоа го правиме. И во секој момент јавната набавка за ударни дупки е отворена преку цела година, значи во текот на целата година се прават ударните дупки каде што има потреба. Сега јас знам и тоа дека некојаш е подзакасната некоја изградбата на санацијата на некои ударни дупки. Некои требат порано, па се прават малку покасно. Во тоа и се сложувам дека е тоа така, а и некој во текот на целата година се прават ударните дупки. А друго што сакам да кажам дека за оваа година имаме предвидено 85 милиони денари за изградба на нови улици, реконструкција на улици и рехабилитација на улици. Тоа што значи, ќе ви кажам дека ќе правиме 4 нови улици и тоа ќе биде новата улица Трајко Николовски, она што спомнав, од новиот мост на реката до улица Александар Македонски, тоа е должина околу 400 метри, ќе биде направи комплетна нова реконструкција на коловозните ленти со пешачки патеки и апсолутно комплетно санација на таа улица. Понатаму втора улица што ќе се прави ќе биде кај 1 мај. Тоа е од улицата од мостот на Димо Наредникот, покрај зградата од, маке да кажем, новата зграда, до близина на железничкиот мост. Тоа од прилика околу 620 метри, каде што ќе биде заедно направен и дел од Кејскиот зид на реката. Третата улица е Целемавровски. Тоа е паралелна улица од Кули, паралелна со каналот што оди од Варош према езерото. И четвртата улица што ќе се прави, тоа е Цани Илиевски во Ѓовдере. 34 нови улици што подпишан е договорот со изведувачите. Мислам дека во текот на ова недела ќе почне да се веројатно
петок или од понеделник на сите овие улици ќе почне изградбата да се работи. Понатаму реконструкција на улици, имаме голем дел за реконструкција на улиците низ градот. Само да кажем, минатата година направивме 25 километри асфалтирани улици, од кои 15 километри во населените места и 10 километри во нашиот град. Во градот, оваа година реконструкција на улици исто така ќе имаме околу 8 километри во градот и рехабилитација на голем број на улици. Рехабилитација значи гребење и асфалтирање на улици. Посебно во центарот на градот тоа ќе се прави и исто така ќе имаме нивелирање на шахтите, каде што имаме голем број низ градот, потреба од нивелирање на шахти. Имаме околу бехатон плочки, околу 6000 квадрати, каде што ќе бидат наредени во наредниве 2 месеци. Она што е секогаш карактеристично за Прилеп, тоа е водоснабдувањето. Дали Прилеп треба да стравува од недостиг на вода или пак од квалитетна вода за пиење? Каква е состојбата? Ни да топли денови, сега е топло, температурите се над 40. Има ли можност Прилеп да остане без вода или некои делови од Прилеп ова лето да останат без вода? Мислам дека како минатата година и оваа година Прилеп нема да остане без вода. Вие знаете дека голем дел од градовите низ широм државата имаја проблеми со водоснабдувањето. Среќа Прилеп минатата година, благодарение на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, со нивната максимална ангажираност и пренасочување на водата за пиење од центарот на градот према повисоките места или обратно во зависност од тоа како доаѓа вода од водоводот Студенчица и заедно со бунарите што имаме нашата вода од нашиот град, мислам дека со рамномерно распределување на водата и количините на вода, апсолутно комуналното предпријатие Водовод и канализација максимално коректно ја распределуваше, тоа зборувам за минатата година, а тоа сигурно во летниот период ќе го имаме повторно, да имаме таква потреба, ќе биде тоа регулирано максимално што треба. Единствено што можам да кажам дека некои предели, повисоки предели во текот на денот имаат помал притисок, токму од ова, а инаку недостаток на вода мислам дека ќе нема оваа година. Еден момент што, знаете, вие пред 10 дена отприлика го подпишавме договорот за Пашовски ливади, тоа е стариот водовод од Оревоец, што иди према Прилеп. Комплетно ќе се реконструира тој водоводната мрежа на тој дел, отприлика околу 4 километри и ќе се зголеми водоснабдувањето отприлика околу 25 литри во секунда, токму од Пашовски ливади, што мислам дека во наредните 4 до 6 месеци тоа би се направило. Емисијата оди во живо, ние на почетокот на емисијата добивме и одредени прашања кои што верувам дека нетрпеливо оние што не следат на Facebook и нашите слушатели на радио исто така сакаат да слушнат. Јас прашањата се најразлични, од најразлична сфера. Вели Благоја Мицевски прашува, јас би го прашал лично градоначалникот до кога е во план, валда за некоја улица се работи, што се наоѓа во Варош, 100 метри не се асфалтирани, страмота. Добро, вака сега. Ја не знам за која улица станува збор. Јас не знам за која улица станува, само морам да кажам дека при формирањето на буџетот од минатата година, пред нова година кога се формираше буџетот за 2021 година, пошто беше пандемијата и некој знаете дека организиравме граѓански парламент со сите претседатели на урбани заедници, имавме состаноци за тоа да го направиме. Пошто тоа не можевме да го направиме, ние го направивме со претседателите на местните урбаните заедници онлайн и добивме некои сознанија. Го направивме буџетот во тие барања и мислења и сугестии на граѓаните. Ама затоа пак сега и во текст не почнеме да одиме по урбаните заедници, каде што освен ние што мислиме дека треба да се направи, освен тоа што ни кажале претседателите на урбаните заедници, имаме состанок
со станоци, со сите граѓани по месни организации, така да овој временски период, еве секој ден сме на терен, сите тие потребни дополнителни, еве кажав, не знам на каде е тоа 100 метри сигурно ќе биде направена, доколку евентуално нема проблем ако не е приватна собственост на некој лице. Тоа ќе биде направено. Не пишува која улица 100 метри во Варош. Не пишува само Варош. Ирена Дамјановска Змејковска прашува: до кога 8 куќи на улица Осоговска ќе живеат во кал, кога врни, прашина, кога е суша и змијарник? Дали не е срамота во 21 век да се прашуваме се уште за улици неисчистена кал, таму каде што луѓето плаќаат даноци, а немаат основни услови за живеачка, децата се страмат да покажат каде живеат? Како рековте, која улица? Улица Осоговска, 8 куќи на улица Осоговска живеат во кал, кога врне. Јас не знам каде, јас мислам дека улица Осоговска е во Сточен пазар, во населба Сточен пазар и таму е предвидена рехабилитација на таа улица. Дали живеат 8 семејства, не знам, ама таму е... Јасмина Талевска, ги читам ака ти Добро, како што и ни се поставени. Здраво, се извинувам да го прашам градоначалникот, кој век сме сега без канализација на улица Преспанска, покрај гробиштата и улица Блаже Ивановски, другите си гладоја канализација, само ние останавме без канализација. Кога ќе се реши тој проблем, уште колку години ќе биде решен тој проблем? Поздрав. Јас верувам дека ова е, вака како што кажуваат граѓаните, само да ви кажам дека ова е програма што го прави јавното комунално предпријатие, програма што го правиме ние кога одиме по местните и урбаните заедници, и само да ви кажам дека во минативе 3,5 години има 8 километри направена канализација низ градот. 8 километри само овие за 3,5 години. Има 20 километри водоводна мрежа сменето во градот во овие 3,5 години. Јас верувам дека во планот на водовод и канализација и овие улици што ги спомнуваат, ама еве јас ќе ги запишам сега и најбрзо што можеме ќе разговарам со претпоставените во јавното комунално предпријатие да видиме дали е запоставен овој дел, дали има некој друг проблем. Еве стојаме на располагање и ова ќе биде реализирано сигурно и нека контактираат со мене да не сакам да слушнам вакви работи као да е 21 век и као запоставено и стао нарочно оставено. Апсолутно не е тоа така. И јас сум сигурен дека ако има потреба, сигурно има потреба, ако има можност, тоа ќе се направи. Каква е поставката, бидејќи еве Елена Трајковска вели, зошто градоначалникот не вреќе одговори на писмата кои ги прима од граѓаните? Како татко на градот треба да биде достапен да ги слушни проблемите. Каква е поставката за да можат луѓето или граѓаните да се обратат до институцијата градоначалник? Значи, вака, не се согласувам исто така, со ова, можеби има исклучоци. Јас одговарам на секој повик на телефон. Нема шанси во текот на 24 часа да не одговорам на некој граѓанин, освен ако не одговорам, ако сум на состанок или овде во или било каде, после тоа му одговорам на сите, да кажам, во најголем број процент, затоа што некојаш човек не е во можност да го направи секојдневно. Инаку, во принцип, секојаш одговарам на сите повици, на сите пораки и на Facebook, и на Viber, и на не знам, значи, може WhatsApp. Да ви се обратат абсолютно. На телефон, може да ви се обратат на мејл, може да ви се обратат и на мејл исто така, абсолютно. Може да ви се обратат на Viber, може да ви се обратат на вашата Facebook голем дел од граѓаните доаѓаат во општина, во кабинетот каде што разговараме за проблеми. Имам писма, сигурно безброј писма, не можам на сите јас лично да одговарам, одговараат и службите, затоа што секоја служба си има свој дел, не може лично да одговарам, на тие што треба лично да одговарам каде што има лични проблеми или директно се поврзани со мене, апсолутно одговарам лично. Малку само 10 секунди ќе направиме или 30 секунди или малку музичка пауза за да можеме да ги разгледаме и останатите прашања, ќе продолжиме со разговорот. Брзање
Забавени од стоење, задишани, доживотно налутени. И такви сме се, срекни сме намуртени. Од дождови измиени, од ветришта исушени, код светови од пластика без мириси. Нека оди се што не чини низ водата, нека оди низ вода. Нека биде ова песна за слободата. Слобода е во мода. Слобода е во мода. Слобода е во мода. Слобода е во мода. Од истина Ние продолжуваме со прашањата од граѓаните, ќе им дадеме предност, иако имаме многу неодговорени прашања поврзани и со здравствената состојба во Прилеп, со општинскиот буџет и така натаму, највеќе му дадеме предност на сите оние кои што сакаат да контактираат и да ве прашаат. Зафир Зафировски прашува дали планирате да направите микроакумулација околу Прилеп. Знаеме дека Локвенец ветуваше 500 микроакумулации, нека направи барем 5, дали планирате обнова на пристапните патишта до обработливите површини околу градот? Да, тој во текот на овие 3 години се прават пристапни патишта. Не може да се направат секаде во исто време и немаме капацитет да ги направиме толку брзо, ме разбирате. Години наназад пристапните патишта не биле направени и никој не сме и не може да очекува за 3-4 години да ги направиме. Ниту јас, ниту било кој, ниту било некаде во друга општина не може да се направат затоа што нема толкав буџет било која општина да ги направи во 1 или во 4 години сите пристапни патишта, тие се голем број на километри. Ние врз основа на расположивите средства од буџетот ги проектираме првим по големите улици, по централните, па во населените места треба да низ населените места да се направат улиците, а после тоа пак пристапните патишта до нивите. Горан Стојановски прашува: би сакал градоначалникот да објасни зошто во 21. век и покрај ветеното се уште се нема донесено вода за пиење во село Шелеверци. Во село Шелеверци, ќе ви кажам зашто нема вода за пиење, затоа што пред година и пол дена имаше еден граѓанин од Шелеверци кој што живее во Скопје, имаше донесено проект за водоснабдување во село Шелеверци од местото, мислам, Караджица се вика, пред Тополчани, каде што беше фармата за говедарската фарма на времето. Како се викаше? Ајде, подсетете ме. Може да се подсетиме како се викаше. Добро, не е битно. Знаат граѓаните, значи пред Тополчани од левата страна кога одиме за Битола, имаше голема фарма за говеда. Тука има бунар еден. Бунарот бил земен од граѓанинот, мислам дека се вика Димен, не знам презиме, кој што живее и работи во Скопје, имаше направено проект и кажа дека ќе направи водоснабдување преку тој бунар, да му дадеме ние дозвола, му кажеме дека општината ќе излезе во пресред и докај тој, ајде да кажем, проект, стварно не знам, ова е причината зашто досега општина Прилеп нема поведено постапка за реализација за искупување на нов бунар. Овој проект беше од, ви кажав, од бунарот што е на тој 2 километри од прилика имаше проект за да се направи. Ако тоа не го направи граѓанинот, пошто бевме во контакт, докај е стварно реализацијата не знам, следната прилика ќе биде дека општина ќе мора да Имаме телефонско јавување за реконструкција на патни улици. Ние слушателот. Ај вака сега, да не се следи само сега дека Така. Добро. Сакам да бидеме малку подецидни, поконкретни. Добро.
Добро. Одиме понатеки тогаш, се извинуваме. Одиме понатеки. Зора Маркос од Малокоњари прашува: зошто се уште не функционира канализацијата во Малокоњари? Или кога ќе профункционира? Значи во теке постапката се работи, мислам дека изследувачот е во постапка, таму има и пречистителна станица, знам дека издававме дозвола од општина за изследувачот да ја направи пречистителната станица и крајните изследувачки работи за канализацијата во Малокоњари. Таа е во постапка и ќе заврши за брзо летово, мислам. Јас би сакала да ве прашам она што ги интересира граѓаните поврзано со состојбата со пандемијата. Вакцинирањето е во тек. Како лекар гледате на динамиката на вакцинирање на Прилепчани, бидејќи Прилеп беше еден од градовите кој што навистина беше погодено од пандемијата. Најавено е затворање на модуларната болница, која се отвори во присуство на премиерот и министерот само пред 3 месеци, на 2 април. Дали таа би се користела за нешто друго? Жалам што Прилеп беше еден од градовите каде што имавме најмногу број и заболени, и за жал и починати. Ние како општина мислам дека заедно со општинските, локалните и државните институции и компаниите во нашиот град добро се справивме со корона кризата. За жал и покрај сите предострожности што ги правевме ние, граѓаните, имавме голем број на граѓани кои што заболеа. Знаете дека сите одделенија во општата болница во Прилеп беа ставени во функција на COVID-19. Јас спомнав и модуларната болница точно пред 3 месеци беше направена, кога беше уште во налет, да кажем, COVID-19. Сега работите вистински се сменија. Голем дел од граѓаните ја преболеа болеста, имаат имунитет. Тоа е еден висок процент за нашиот град, сите тоа го знаеме, а и масовната вакцинација што почна веќе пред колку месеци нешто отприлика во нашиот град. Имаме вакцинирани во пунктниот центар, во медицинското училиште, во спортската сала околу 11.000 граѓани кои што се вакцинирани за овие месец и нешто денови. Знаеме сега дека пристигна пред 3-4 дена околу 600.000 вакцини, од кои што редовно сега ќе има и за Прилеп. Мислам дека во наредниве 2 месеци најголем дел од населението ќе биде вакцинирано и оној дел што ја преболеа болеста, така да до крајот на летото мислам дека горе-долу ќе има Прилеп колективен имунитет на COVID-19. Да се надаваме, уште сакам да кажем уште една реченица, се извинувам, дека новиот индиски сој кој што пркоси низ светот, каде помалку, каде повеќе, очекуване да дојде и кај нас, сигурно дека ќе дојде, само се надаваме дека нема да биде во толкава силина, во толкав големен налет и ќе немаме толку многу заболени или ќе имаме заболени со полесна клиничка слика, а ќе имаме помалку умрени затоа што вакцинацијата ќе го направи своето. Значи сме за вакцинација, луѓето да продолжат да се имунизираат. Час поскоро и уште еднаш да кажам да граѓаните прашуваат која вакцина е најдобра, па за која возрастна група. Уште еднаш, по не знам кој пат ќе кажем, секоја вакцина е добра. Важно е час поскоро да се вакцинираме сите ние, инаку сите заштитуваат, некоја со поголем процент, некој со помал процент, ама сите сте добри вакцини и апсолутно нема потреба да бираме бар сега вакцина која ќе ја примеме. Би зборнале и за трошењето на општинскиот буџет. Со колкав буџет располага Прилеп или и дали и колку рационално се трошат парите на граѓаните? Зошто најмногу е потрошен буџетот изминатата година? Зашто се дадени најмногу средства? Да. Значи, овогодишниот буџет е отприлика околу милијарда и 150 милиони денари, кој што е заедно целокупниот буџет, тоа е основниот буџет, за кој што е околу 437 милиони денари, и другите дотации кои што се околу 740 нешто милиони денари кои што го добиваме од дотации од Министерството за финансии, преку Министерството за
Министерството за образование за основните средните училишта, градинките и домот за стари лица. Мислам дека и ви уверувам дека апсолутно буџетот го трошиме максимално коректно, наменски, без никаква злоупотреба или без никакви претензии за нешто да се направи нешто како што некои сакаат да кажат, да се местат тендери или да се направи некоја компанија да земе повеќе, да изведува или така. Апсолутно, максимално професионално, максимално транспарентно и максимално коректно го правиме тоа. Инаку најголем дел од буџетот, ви кажав, основниот буџет околу 437 милиони денари, за кој што располага општината, најголем дел оди во инфраструктура, за правење на реконструкција на улици во нашиот град, а и некој другиот буџет, најголем дел одат за училиштата, основното и средното образование, а потоа и за градинките. Кристијан Стефановски, во контекст на прашањето поврзано со болницата, прашува што планира градоначалникот со градската болница Борка Талевски, бидејќи нема дежурни лекари. Доаѓам од подома со такси после 45 минути откако ќе се побара лекар, нешто така. Дали имаме ние доволно кадар? Тоа е прашање поврзано со болницата, се разбира, но еве. Знаете дека ингеренциите на градоначалникот немаат врска со болницата. Јас само сум во тек како лекар, пошто се уште одам понекогаш и вршам оперативни интервенции на ортопедското одделение. Во тек сум, ама апсолутно не мислам дека нема дежурни лекари. Евентуално може да нема доволен број на лекари за сите одделение по број, а инаку секојаш има одреден дежурен лекар на било кој одделение. Васко Корјачевски и Јосифовски од Новаци прашува: јас би го прашал градоначалникот зошто ниту еднаш не дојде меѓу тутунарите, зошто ниту еднаш не даде поддршка на своите сограѓани, на кој лично тој им ветуваше зголемени цени на тутунот и многу подобар живот. Не е точно, одмah ќе го коригирам граѓанинот Јосифовски, како кажавте. Секојаш сум бил со тутунарите и за зголемување на субвенциите, кога зборувавме, и кога имаше невремиња и кога беше, кога имаше во 2018, посебно во конјарскиот дел, големо и мало конјари, Варош еден дел и од Прилеп, кога имаше големо оштетување, големо невреме, општина Прилеп издвои 6 милиони денари исклучиво од својот буџет да ги надомести дел од штетите што ги имаат тие граѓани. Никогаш досега во општина Прилеп, ниту па било каде, дадени се средства од буџетот за овој дел. Значи, апсолутно се сложувам, ја ви кажувам дека никогаш досега се нема случено било која општина и било кој градоначалник да даде субвенции од општината за направени штети во земјоделството. Апсолутно, мислам дека не е така и секогаш стојам на страната на тутунарите, пошто сум јас од дете сум обработувал тутун, знам што значи маката и никогаш го немам ниту злоупотребено, ниту кажано поинаку. Секогаш ќе бидам со тутунарите, секогаш стојам за тутунарите, а инаку ингеренциите знаете дека апсолутно не се на градоначалникот, ама секогаш сум на граѓаните, затоа што и средбите што ги организиравме со тутунарите, кога имаја проблем за откупот на тутун, со министерот за земјоделие ги организирав заедно со мене по моја иницијатива во општина Прилеп. Тоа е и прашањето на Игор Мирчевски, би го прашал градоначалникот во 2017 година, тогаш кандидат за градоначалник, како што рече, посебен приоритет ќе имаат тутунарите, за кој вети откуп на тутунот во 3 класи, укинување на 4-та класа, на колку класи ќе биде откупот на тутунот во неговата програма за новиот мандат? Уште не ќе спомнам, ниту во минатата програма ми беше предвидено, ниту стоја ќе го предвидам, затоа што не е моја надлежност. Јас само можам да навивам за тоа, да коментирам и јас зборував дека тогаш субвенцијата беше по 60 денари за килограм тутун, а после владата на премиерот Зоран Заев ја зголеми субвенцијата за прва, втора и трета категорија само 80, 70 и 60 денари. Значи, ја зголеми цената и за тоа стојам и стоев
и моето барање и мојата заложба беше за тоа. Апсолутно ингеренција немам, а секојаш ги поддржувам понатаму тутунарите. Ќе поставам уште во прашање, па ќе одиме понатаму, поврзано е со општинската зграда. Двајца луѓе поставуваат прашање, Јовановски и Белковски. Вели, би прашал уште колку време треба да се чека за да се исчисти однадвор општинската зграда, пошто тие од шарената револуција фрлаа бои, што ли уште не, за да се обезличи истата. Дали планирате да ја исчистите општинската зграда, е уште едното прашање. Само ќе кажам дека имавме намера да ја чистиме општинската зграда, направивме прелиминарни комуникации со граѓани кои што се занимаваат со таа работа и онаа цена што ни ја понудија за чистење, мислам неофицијално, за чистење на зградата, испаѓаше дека приближно исто колку да се стени целата програма на Сите стакла. сите стакла. Така да остана така. Следниот момент кога ќе имаме можност и ќе предвидиме средства во буџетот, тоа ќе го направиме. Поврзано со она што вчера се случуваше на седница, дали да се собериме сите што го послушавме повикот, јавниот повик, претпоставуваме, за да не поднесуваме повеќе документи за субвенции за клими и велосипеди, со нивни изговор дека бројот е потполнет и да поднесеме тужба за измама кон надлежните лица. Што стана со субвенциите за климите и за велосипедите? Ова е провокативно, непотребно прашање, само сакам да ви кажем и злонамерно е. Имавме само честна намера втора година поред и до тогаш никогаш општина Прилеп не дала субвенции, ниту за климат, уреди со инвертор, ниту за велосипеди. Минатата година прв пат и оваа година втор пат. Минатата година што беше суштината, минатата година огласот беше 30 дена и за велосипеди и за клима уреди. Бројката не беше исполнета ни во едниот, ни во другиот, за другиот случај. Предпоставувам дека пандемијата си го направи своето, на луѓето баш тогаш беа почетокот на пандемијата, веројатно беше една од причините таја, а втората, и што многу е веројатно, и тоа јавно ќе го кажам, сите мислеа дека ќе се делат по партиска линија, како што за жал многу уште така мислат, а тоа никогаш ниту беше, ниту било, ниту ќе биде, додека сум јас градоначалник. Апсолутно го тврдам, најодговорно, и можеби немаше, јас знам дека и тоа прашуваат како ќе седели, прв дојден, прв услушен како што беше, значи минатата година, немаше доволно пријавени, добија сите што беа пријавени апсолутно, а оваа година што се случи? Исто така, висината на средствата беа 5 милиони денари, од кои 4 милиони денари за инвертер клими и милион денари за велосипеди. Исто така конкурсот беше за 30 дена. Водејќи се комисијата од минатогодишниот начин, исто така и временскиот период беше исти од 1 март, мислам, до 30 март или 1 април, не е ни битно, важно еден месец дена беше јавниот повик. Комисијата што имаше две комисии, едната за велосипеди, другата за клима инвертери. Видео дека после 6-тиот ден го надмина бројот на предвидените средства, например за клима имаше околу 400 клими одвоени средства и за 200 велосипеди. После 6-тиот ден или 7-тиот, мислам, од јавниот повик, виде дека зголемен е бројот на пријавените. И затоа се свика комисија уште еднаш, го прекинеа јавниот повик, затоа што тие се средствата извоени од буџетот, тие не можеме да одвоиме повеќе. Ако имаше, може да замислите, ако имаше за 7 дена 415 за клима, сигурно за 30 дена ќе имало два пат повеќе. Така. И оние што ги исполнуваа условите, и тоа беше причината. Ниту има потреба за тужба, ниту има потреба за нервоза. Апсолутно мислам дека сите тие во тој временски период што ги поднесеа документите, еве апропо муабетов, сакам да кажам, вчера на седница на Совет, тоа беше измените на оваа програма, затоа што се зголемува бројот и средствата и мораше на Совет, имаше точки на дневен ред за да се отстапат доволно средства
нови средства од буџетот за да се излезе во пресвест на сите граѓани што ги доставија документите и што ги исполнија условите, ниеден да не биде одбиен. Така да од 200 граѓани што требаше да добијат велосипеди, имаа поднесено 335, 135 повеќе и тие сите добија што ги исполнуваат условите и 400 требаше клими уреди да добијат, а имаше 415 кои што ги исполнија условите и затоа вчера на совет се донесе одлука од советниците на општина Прилеп да се зголемат средствата од истата програма, значи ниеден граѓанин да не биде одбиен и мислам дека до петок средствата ќе бидат исплатени на сите овие и за велосипед до 2 јули. Да. Бидејќи следното прашање ќе не биде поврзано со спортот, јас морам и ова прашање да ви го поставам од Оливера Алексовска, бидејќи често и стасува кај нас вакви поплаки од страна на луѓето кои што живеат околу стадионот со вештачка трева. Прашањето дали градоначалникот мисли да постави обезбедување на справите, стадионот навечер, нели ние градски татко, па нека помисли малку и на нас, бидејќи често ги вознемируваат таму во ноќните часови, па овие прашања и често и кај нас стасуваат, поврзано со стадионот за вештачка трева. Како се одвива таму? Еве да ви кажам, кој го контролира тој стадион, таму е кој е надлежен? Да ви кажам, таму е посебна приказна, ги имам направено сите, ајде покушај да се направи нешто. Мислам дека се уште се нема постигнато ефектот она што сакам јас лично и граѓаните да го постигнат. Таму се собираат многу дечиња после 20-22 часот до раните утрински часови, што за жал не е оправдување за општината, ама и тоа не е добро и за граѓаните. Апсолутно, како сака, нека го сватате ова и родителите не смеат да го дозволат на голем дел од децата да немаат контрола и да не бидат во своите домови после 11-12, толку долг надвор. Први имаше, тоа е под раководство на јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп. И одржување и јас испратив еден временски период и агенција за обезбедување, освен тоа, одреден временски период, и со нив имаше проблем. Имаше проблем и со полицијата. И дефинитивно, најновше можам да ви кажам дека од 1 јули од утре и ќе се склучи договор со истата или нова агенција, ама со посебни услови, да таму да биде малку поголема контролата. Вистински, ама сакам да апелирам и до граѓаните и до родителите да не дозволуваат да ја префрламе вината затоа што имате таму. Јас знам дека таму има стварно непотребно дружење, пијанки да спомнам, музики, галами кои што пречат на луѓето кои што живеат и во типските куќи и во зградите. Апсолутно. Еве ова е последна можност што ќе ја преземам лично јас во мојата заложба, затоа што секој дневно го слушам ова, сум бил таму на лице место, сум разговарал со голем дел од граѓани кои што живеат таму. Јас знам за овој проблем и ова е последна мерка што ќе предприемеме со новата компанија за обезбедување, кој што ви кажам со посебни услови од први ќе можем малку по-реално да ги контролира работите таму. Времето многу брзо врви, изгледа граѓаните наистина имаат многу прашања до вас, ќе ги оставиме прашањата малку од граѓаните. Кратко само да ми одговорите, бидејќи велам толкав е моментот за нашата емисија. Победа рековте, ја спомнавте на почетокот е бренд на Прилеп, но рейтингот и не е така многу висок. Може ли да оживее овој бренд во Прилеп, колку општината помага во негово оживување, но и да не ги запоставиме и ракометарите кои навистина не донесе овој моменти, бидејќи тие пак се надпреваруваат во Суперлига. За спортот, за можностите, за парите. Спорт без пари не може. Може ли Прилеп и прилепското стопанство да ги поддржи или да ја спаси ова спортска агонија? Ме поттикнавте малку за победа и морам да кажам за победа. Жал ми е што... Како пример, би спомнала соседна Битола која активно делува на давање на пари за спортовите, овие посебно два спортови, и го чува брендот на Пелистереве. Да ви кажам, сосема различно, што Победа беше акционерско друштво.
И сега акционерско друштво, знаете, таму имаше 5 акционери по 20%, кои што допред моето доаѓање ја финансирале Победа. После Победа испадна од прва лига без никакво мое позитивно или негативно учество. Апсолутно, јас само ги поддржував како градоначалник сите акционери во таа приказна. Акционерите се откажаат Победа. Јас кога дојдов и кога почнав да контролирам, морам да ви кажам на некој начин работата на фудбалскиот клуб Победа, не да контролирам, да учествувам во извештаите, во работата на Победа, 280.000 евра беше во долгови Победа и собствениците, тоест акционерите сакаат да стават по стечај. Ова морам да го кажем јавно, а знаете што значи Победа да биде во стечај? Јас не дозволив лично непостоење на Победа. Така. Не дозволив и покрај тие 280.000 евра што беше долг Победа, сега е околу 80.000. Успеа да се спаси Победа во втора лига и онака тешките услови, знаете, стадион немаше да играат на стадион во на Могила, каде што не е соодветен, адекватен и апсолутно сега со новиот стадион ќе биде поинаку. И јас само можам да ви кажам сегашното раководство на фудбалскиот клуб Победа и расположението на играчите во фудбалскиот клуб Победа, јас сум убеден ако продолжиме со вакво темпо, а ако останам понатаму како градоначалник, ви тврдам дека сигурно Победа в година ќе влезе во прва лига. Сите се услови подготвени за тоа да се направи. И јас ве уверувам дека ако продолжиме на овој начин, сигурен сум дека в година Победа ќе биде прва лига, затоа што ги имаме сите услови за тоа да го направиме. Спомнавме за ракометот. Средствата што беа потребни за сите поголеми клубови во нашиот град, посебно е Победа и ракометниот клуб Прилеп, му доделивме помалку средства од колку што очекуваја и од колку што му ветивме, јас лично, не знаејќи од она што се случи со пандемијата и со намален буџет и така натаму. Во рамките на можностите и на фудбалскиот клуб Победа и на ракометниот клуб Прилеп ќе му бидат доделени средства оно колку што вистински ќе располага буџетот на општина Прилеп. Инаку знаете за сите спортски клубови од нашиот град имаше јавен оглас во февруари и доделени му се на сите оние што имаа програма и што имаа барања во рамките на можностите. И само да ви кажам, значи беа доделени мислам околу 7 милиони кои што ги предвиди во буџетот општината. А барањата на сите спортски клубови беше 143 милиони денари. Мислам, сакам да ви кажем и нереални. Да направиме, една споредба да направиме, така. Ветите изградба на нов театар, за еден од најреномираните и најнаградувани театарски ансамбли, тоа е нашиот Прилепскиот театар. Што се случи со новиот театар? Ќе го имаме ли? Дека ќе го имаме театарот, ќе го имаме сигурно, ама ќе закасни неговата изградба и тоа не благодарение на мене. Јас ќе ви кажем одма, јас тоа што го ветив и што беше во моја надлежност и го направив. Тоа беше да го променам деталниот урбанистички план во тој дел на градот, кај што ќе биде реконструкцијата и новиот театар. Значи, околу 2 години ни требаше да се направи тоа, и тоа го направив во рамките на дозволеното тоа време. Направив, општината направи идеен проект, кој што е стварно одличен и прифатен и од Министерството за култура. Минатата година требаше да се направи основен проект во Министерството за култура, каде што беа одделени 4,5 милиони денари. Зошто не е направено? Стварно јас се прашувам, изборувам секаде дека ако имаше општината надлежност и тоа ќе беше направено и основниот проект. Пропаднеа минатата година парите во буџетот во Министерството за култура. Оваа година покри сите притисоци што ги правев, јас сакав во општината да дојдат пари од буџетот на Република Македонија, да дојдат пари за основниот буџет. Технички не беше можно,
па се договоривме тие средства да појдат во Министерството за култура, а Министерството за култура ги префрли на Домот за култура Марко Цепенков во нашиот град. Во овој момент е постапка за јавна набавка за основниот проект на Домот на културата Марко Цепенков и новиот театар. Се надевам дека со тоа ќе го направи Домот на културата и за во наредната година, ако стигне, јас се надевам ќе стигне, ќе притискам по сите основи, по сите можни начини за во буџетот наредната година што ќе го прави владата и собранието да има средства во буџетот за реконструкција и изградба на новиот театар. Уште нешто да кажем, се оно што беше во моја надлежност, јас го направив навремено и онака како што треба. Не слушаат инако Струмица, прашуваат кога ќе одите на одмор и така натаму, но нема да одговориме на тие прашања. Мене последно прашање кое што верувам дека ги интересира граѓаните на Прилеп и на Прилепската општина генерално. Не чекаат престојни локални избори. Дали имате поддршка од граѓаните на Прилеп за нов мандат? Јас ја побарав поддршката од мојата партија, моите сопартици. Таа поддршка ја добив. Ја чекам поддршката од централната партија, ствари централниот оддел од партијата, од извршниот одбор на партијата на Социјалдемократскиот сојуз. Ако ја добијам таа поддршка, со целиот мој габарит, со целиот мој минат труд, повторно ќе побарам поддршка од граѓаните, затоа што мислам дека доволно направив во рамките на можностите за овој временски период. Само ќе напомнам дека кога дојдов во општината беше задолжена 202 милиони денари, значи околу 3,5 милиони евра, што не е голем грев, ама тоа мораше да се направи, да се дојде до некој ниво. После дојде пандемијата, година и пол, така да во сите овие услови, во сите околности што беше овие 3,5 години, јас сум апсолутно задоволен од својата работа, затоа што направивме доста капитални проекти. Уште морам да спомнам, а не можам да не ги спомнам, капиталните проекти што живот ќе значат за нашиот град и што за Прилеп ќе биде посебна гордост. Прилепското езеро, нови авантури, нови можности. Тоа ќе биде завршено за 10 дена од прилика. Мислам дека граѓаните, многу голем дел од граѓаните биле таму, го виделе тој дел, ќе имаат можност во наредниот период да го користиме многу често, посебно за време на викендите, посебно младите, и уште нешто напомнам, го кажав и друг пат, после могилата, таму ќе биде најдоброто место за користење и за посета на граѓаните на нашата општина, значи на езерото во Прилеп. И уште двата крупни проекта, детската градинка, која што ја ветив и ќе биде направена до крајот на годинава, 260 деца капацитет, што ќе го заокружи деценискиот проблем што го имаше Прилеп, ќе нема потреба повеќе од барање врски за децата во детска градинка, апсолутно тоа сакам да го решам и тоа ќе е решено. Ви кажувам дека до крајот на годинава ќе биде завршен тој дел. И уште мојот императив или предизвик е спортско-рекреативниот центар, базенот, тоа се два базени, да споменам уште еднаш, што за една недела од прилика ќе почне една недела 10 дена најмногу јавната набавка за градскиот базен, така да мислам дека во почеток на септември ќе имаме и камен темелник. И една за секојаш да се знае дека не е само ветување, туку и голема желба, голем ентузијазам, голема работа за да се стигне до тој дел и за година ова време од прилика за една година ќе биде изграден и базенот во Прилеп. Што мислам дека овие крупни проекти ми даваат за право да побарам поддршка од граѓаните повторно. Јас знам дека можеш и подобро, можеш и повеќе, ама секогаш може да се надохнаде она што е пропуштено.
Граѓанот благодарам што ја прифативте поканата да бидете наш гостин на нашите граѓани, гостин во Радио Пела. Уште еднаш ви посакувам понатамошни успеси и се надевам дека ќе имаме брзо средба, бидејќи според прашањата и според тоа што како динамика го имавме денес изискува да ни бидете чест гостин во нашата програма. Еве, отворено со граѓаните, отворено на Радио Пела, во емисијата Одговори и одговорности ги дадовте и ги одговорите и ви благодарам уште еднаш што бевте наш гостин. Уште еднаш и вас благодарам за поканата и да спомнам уште еднаш, стојам на располагање за граѓаните за било кои прашања, за било кои работи што треба да се направат. Јас ниту се плашам, ниту се страмам, секогаш можам да застанам пред граѓаните и да одговорам и зашто нешто не е направено или зашто е направено нешто, а требало поинаку. Апсолутно стојам на располагање, како и секогаш ќе бидам и во иднина. Ви благодарам уште еднаш на поканата.